Здраво, пријатели, и добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашања кои што ќе ве засегне на многу од вас за производ, додаток во исхрана кој што многу често го среќаваме, многу луѓе го земаат, но мислам дека има некои заблуди со причината поради која што го земаат тој додаток. Ме поттикна Харбин да го одговарам ова прашање, ај само ќе го погледнеме на кратко прашањето и ќе се вратам за да ви дадам одговори и логика и многу убави информации. Харбин, фала ти за прашањето. Имам нешто што да одговорам за оваа тема. Пред се за сите кои што не знаете, L-карнитинот нашето тело може да го продуцира и го создава. Тоа е на еден начин дериват на аминокиселините, го имате зачувано во мускули и така натаму, и исто преку исхраната можеме да допринесеме за поголема продукција, со тоа што можеби ќе јадеме повеќе месо, повеќе риба, но исто така и многу луѓе го земаат како додаток во исхраната, особено пред вежбање, и тука нема ништо лошо со L-карнитинот, затоа што е нешто што природно нашето тело го создава, само што со додавањето и земањето на дополнителни додатоци кои што носат L-карнитин може да се придонесе во повеќе енергија, подобри перформанси на тренинг, издржување повеќе на тренингот, но на што многу луѓе се лажат и зошто го земаате, затоа што сметаат дека откако ќе се напијат L-карнитин, не знам какво топење на масти ќе се доживее, но тоа не е баш така како што ние сме го примиле како информација и како што супер ни звучи, затоа што еве чисто само да ви појаснам на оние кои што можеби не сте баш добро запознати. L-карнитинот прави да митохондрија, тоа е дел од нашата клетка, затоа што ние луѓето сме создадени од клетки, и помага на митохондријата да има подобра ефикасност, односно да побрзо ги разложува нутриентите кои што ние сме ги добиле преку исхраната и да ги претвара во енергија. Меѓу другото, тука се мастите, затоа што и мастите се голем извор на енергија за нашето тело, и тоа мастите се всушност складирана енергија. Сега, L-карнитинот помага да побрзо тоа се прави и да се ослободува многу повеќе енергија, и затоа луѓе кои што земаат L-карнитин можат за време на вежбање да осетат многу повеќе енергија. Тоа ќе значи многу повеќе и поинтензивно да извежбаат, а тоа ќе значи дека ќе потрошат и повеќе масти. И затоа јас би ви рекол дека L-карнитинот многу повеќе ќе придонесе за да вие бидете поспремни да го направите тренингот кој што ќе стопи повеќе масти, отколку да мислите дека пиете L-карнитин, си седите дома и мастите се топат. Тоа никогаш нема да се случи, луѓе мои, и немојте да верувате и да купувате производи кои што ви велат дека вие ќе стопите масти. Во природата нема такво нешто. Да, можеби ќе помогне да некои процеси се убрзаат, се порационални, се подобри, се поефикасни, но повторно постулатите за добро здравје, добар изглед и добра состојба и супер енергија се многу јасни, едноставни, а тоа е добра исхрана, добра хидрација и физичка активност, и се што се разликува од тоа е во погрешен правец и ќе ви направи многу поголем проблем на долг рок. Така да, Харбин, супер е прашањето и фала ти за оваа тема што е начна. Се разбира, како заклучок, значи L-карнитинот немој да се плашите доколку го зимате. Добро е, дури многу е препорачливо за луѓе кои што можеби имаат долги денови, луѓе кои што се физички активни, луѓе кои што можеби имаат кардиоваскуларни проблеми, луѓе кои што можеби познават имаат проблем со меморија, ја губаат и така натаму, и постари луѓе може да земаат L-карнитин, така да е супер производ. Има и многу други, нормално, кофеинот е исто така нешто што може да го помогне тој процес на повеќе вежбање, повеќе енергија, али немој да се лажете дека тоа ќе ви стопи масти и ќе направи чуда. Така да, дечки, тука имам немам што повеќе да додадам и имам обврска и задача да ја завршам оваа тема. Фала ви на сите кои што ја следите содржинава. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!